Добре дојдовте во процес. Шарената револуција и константните повикувања во полициска станица на активисти и учесници на протестите. Што се крие за сето ова? Ке се радикализираат ли протестите? Гости во процес: Мирјана Најчевска, професорка и активист, поборник за човекови права, и Уранија Пироска, извршна директорка на Хелсиншкиот комитет, двете активистки. Деновиве бевте повикани во полициска станица поради учество на протестите и фрлање на боја врз јавни објекти. Казнети сте по 50 евра или општо корисна работа. Пироска, вие го признавте делото, но не го подпиштавте платниот налог. Не само тоа, јас не го признав делото затоа што укажав дека не сметам дека сум виновна, затоа што сум го изразувала својот револт. Дека тоа е мое граѓанско право во услови кога нема правна држава и кога се уште криминалци се во власта и директно ги контролираат сите институции во државата. Во такви услови и кога е евидентно дека граѓаните генерално сакаат тие луѓе од власта да си заминат, јас не сметам дека изразувањето на револт на таков начин, особено на објекти кои што се изградени со пари на граѓаните без нивна согласност и при тоа нели се изградени со цел да се покријат некои нелегални финансиски трансакции, за мене не представува прекршок и не сметам дека треба да одговараме за такво нешто. Не го подпишав платниот налог, понатаму ќе тече постапката. Иако професорката Најчевска веќе и јавно нели укажа тоа, јас им го кажав и на полициските службеници дека воопшто не е во согласност со закон за прекршок да не викаат на информативен разговор. Да, ќе го објасним и тоа. Вие воопшто не влеговте на распитот и фрливте боја врз полициската станица Беко, што беше поздравено со овации, со аплауз од присутните кои што Јас не влегов, меѓутоа испратив адвокат, тоест адвокатка, која што имаше задачка и цел да се распраша зашто сум повикана, бидејќи поканата која што ја добив навистина е и непрецизна, и неписмена, и нема врска со правните процедури. И полицајците не успеале да ја објаснат на мојата адвокатка зашто всушност ме викаат, бидејќи во поканата ме викаат на разговор за да можам да дадам податоци за сторени кривични дела, бидејќи за прекршок навистина нема основ да ме викаат, меѓутоа тие рекле дека воопшто не ме викаат за таков разговор, туку дека сакаат да ми врачат мандатна казна. Мојата адвокатка им соопштила дека мандатна казна се праќа по пошта, може и по имейл да ми испратат, може на било кој друг начин, а после тоа ќе видиме што и како пишува во нејзе. Така што ја не знам зашто сум казната. Вие многу добро го објаснивте тоа на вашиот блог. Немам добиено, значи, ништо до сега и со нетрпение чекам да видам кој е тој орган и за кој прекршок и врз основа на кој закон ме нашол за виновна за да ми изрече мандатна казна, и јас им советувам на сите луѓе навистина да бараат спроведување на процедурите. Законите постојат за да ги заштитат луѓето. Законите постојат за да оневозможат некој кој што се наоѓа на позиција на власт и кој што е во моментот во позиција на моќ да се изживува над луѓето и да ја злоупотребува самоволно таа позиција. Значи, ме викате, ајде да одиме по правото. Ако ме викате, се знае кој може да ме повика, зашто, врз основа на кој закон, на кој начин и по кој член. Кога ќе ги исполниме сите тие процедурални аспекти, можеме да седниме и да разговараме. Ако може само нешто да додадам, што беше мощно интересно, дека кога мојот адвокат ги запраша, нели, за каков прекршок станува збор, тие ми рекоа дека е за фрлање боја на 25.4. Кога ја донесол поканата? Не, 25.4. Кога се фрлаше боја на Министерството за надворешни работи, при што ми објаснија дека имаат фотографија од мене и од професорката Најчевска.
При тоа не ми ги покажаа фотографиите, што не беше случај со професорот Калајджиев, на кој што му покажале цел материјал, многу фотографии, да, и то добри фотографии. Точно тој рече дека многу професионално изработени фотографии, каде точно се гледал во раката на луѓето материјалот со кој што фрлаат бојата и така натаму. Мене ми е многу криво што не ми го покажа на мене тој материјал. Веројатно биле сигурни дека нема да дојде до препознавање. Вака ќе знаев барем за кои луѓе следно спремаат покани, но видете, тоа продолжува. Тој тренд. Продолжува, се викаат постојано активисти. Имаат ли законска основа овие повикувања на вакви информативни разговори? Дефинитивно. Мислам, и јас како долгогодишен правник и поранешен председател на Хелсиншки комитет и сегашните сите луѓе во Хелсиншкиот комитет и посебно уранија како некој кој што работел кај народниот правобранител, знаеме точно дека ова е само заплашување, вид на закана и е дел од една многу поширока хајка. Значи не се задржуваат тие само на праќање на ова. Има она што се вика индивидуално цело време изложување на навреди, односно вознемирување, создавање на вознемирувачка атмосфера преку Facebook, преку социјалните мрежи, праќање на порака на улица, кога одите ќе ве сретне човек, сака да ве плукне, сака да ви каже нешто лошо и слично. По сите провладени медиуми, било да станува збор за електронски, за портали или за пишани медиуми, се вадат енормен број лаги, енормен број навреди и клевети со кои што човек не може да се справи. Безсмислено е да почнеш сега секоја од тие да ги чистиш и да се обидуваш да одговориш или да ги... Не можете, значи тоа се шири меѓу луѓето кои што се убедени дека... Значи, ова е класична хајка, која што веќе преминува во она што се вика говор на омраза и повик на линч. И веќе представува кривично дело. Значи, секој од тие медиуми, секој од овие луѓе кои што учествуваат во хајката, веќе се сторители на кривични дела и да имаме ние навистина правосудни органи, јавно обвинителство, полиција, кои што работат по словото на законот, овие луѓе до сега веќе требаше да бидат повикани, да бидат влезени во системот на некој вид на постапка. Значи, класична политичка димензија на тоа е манирот на власта. Не е ова прв пат, ниту пак ова сега ќе престане, не е последен пат. Миленко Неделковски со години наназад веќе повикува на линч. За сите критичари на власта ние имаме поднесено и кривична пријава против него за говор на омраза, иако во многу наврати укажавме дека тој досега по екс официо требаше да биде повикан по службена должност од страна на јавниот обвинител. Тоа што го кажува и професорката. Значи, не можеме сега да се справиме во услови кога институциите воопшто не реагираат на тоа што го доставуваме кај нив. Дали е тоа поплака, дали е кривична пријава. Меѓутоа, ние ги документираме. И сите овие наводи кои што беа во Нетпрес, потоа цитирани од страна на Сител, значи, они тоа така го водат да не може директно да се поднесе тужба, например, за клевета против Сител, Алфа или Канал 5, бидејќи тие се појавуваат во улога на некој што цитира докази кои што ги извел Нетпрес и така натаму. Јас немам намерат за клевета да доставувам тужба против Нетпрес, Сител и сите тие медиуми, меѓутоа имам намера и нормално ги повикувам сите тие кои што беа дел од таа хајка да се поднесе една групна тужба, односно овдека би станувало збори за кривична пријава против УЈП, бидејќи очигледно станува збор за податоци кои што на незаконски начин од страна на УЈП им биле доставувани на медиумите. Тоа ќе, мислам, навистина покренува многу прашања. Особено што тука и дирекцијата за лични податоци исто така треба да биде инволвирана. Планираме и дотаму да доставиме представка во врска со пишувањата. Видео материјал, фотографиите, тоа е доказ за пред суд. Деновиве излезе и адвокатот Давидовиќ дека тоа не е
на ваков начин, на кој што се снимени. И без во суштина она што представува суштинска процедура за сторување на конкретно кривично дело, заради кое што се употребуваат тој вид неистражни мерки, тие се незаконски и тие самите знаат дека се незаконски и служат само за создавање привид на гонење. Значи во моментов една целокупна структура, многу обемна, многу сложена, е насочена кон дигање на прашина. Таа прашина се дига со цел на луѓето да им влезе во очи, да не можат да го видат она што всушност е пред нас. А тоа е дека имаме криминалци во власта, криминалци кои што навистина се фатени на дело и за кои што треба да се водат постапки. Значи, не е важно веќе, не е важно ни која е најческа, ни која е уранија, не е важно... Скренување внимание, дефокусирање. Значи, важно е дека имаме одредена група на луѓе која што се обидува да избегне да одговара за она што го направила. Целата оваа хајка и дигањето на прашина всушност е еден од најголемите индикатори, најголем доказ, најголем показател дека сме ги фатиле на дело и дека навистина има материјали кои што докажуваат и кои што можат да докажат во соодветна судска процедура дека се направили неверојатно големи кривични дела, дека тие луѓе со години континуирано краделе од граѓаните, мамеле, лажеле, измачувале, рекетирале, дури и убивале и сега не сакаат да одговарат. Значи, работата е ние да не влеземе во тој филм на дигање магла и направење прашина, туку да се држиме до она заради што и сите граѓани излегле на улица. Овие луѓе што се секој ден на улица не бараат ништо друго, бара да се примени законот и правосудните органи да си ги превземат активностите. Од друга страна, ова е порака до обичниот граѓанин, очигледно, еве што ќе ви се случи на вас ако се излезете на улица, ова е еден вид на притисок. Апсолутно, не беше случајно што професорот Калајџиев беше повикан, па непосредно по него професорката Најчевска и јас. Значи, тоа е пораката. Ако можат да бидат повикани овие луѓе, тогаш видете што може да ви се случи на вас ако го продолжите да го правите тоа што го правите на протестите. Јас немам чувство дека граѓаните се заплашени. Јас мислам дека со самиот факт што тие дојдоа пред полициската станица Беко, дента не беше намален интензитетот на луѓе кои што дојдоа на протести. Тоа продолжува. Говори дека веќе ваквите методи на власта немаат ефект. Станува збор за сосема поинаква ситуација од претходните години. Мислам дека нашата детерминираност, тоа што ние го направивме и што едноставно ставивме до знаење дека ние ќе продолжиме да фрламе боја. Не се чувствуваме виновни, ние тоа ќе го правиме и понатаму. Мислам дека уште повеќе ги охрабри граѓаните, како што гледате, шарањето продолжува, има герила акции се случуваат во Скопје секојдневно и не стивнуваат протестите ни во другите градови. Добро, околу снимките што ги прави полицијата, законски ли е тоа снимање на активисти? Не. Особено што се појавуваат без ознака. Ние новинарите секојаш си носиме картички, означени сме, од кај медиум доаѓаме, од каде. Апсолутно, во моментот, особено што се крија во неколку наврати, нели, од ваму или од таму сум. Полицијата во моментот делува повеќе како криминална банда, отколку како организирана државна структура. И мене ми е многу жал, заради тоа што јас 5 години сум предавала на факултетот за безбедност. Знам дел и од униформираните луѓе, сум работела со представници и на алфите, и на тигрите, и на многу други единици кои што се задолжени за брзо реагирање, за вакво реагирање, за онакво.
И знам дека меѓу тие луѓе има луѓе кои што се професионалци и кои што најверојатно многу се срамат од ова што се случува. И она единственото што јас можам да го направам е да се повикувам на нивната професионалност и на можноста која што им ја дава законот, а кој што вика ниту еден службеник на Министерството за внатрешни работи нема обврска да спроведува активност која што е спротивна на законот, дури и кога му е наредена било од непосредно надредениот, било од многу повисок надреден во хиерархиската структура. Сметам дека одиме кон моментот кога тие луѓе ќе се прекршат и ќе сватат дека мора да си го вратат достоинството на професијата и своето лично достоинство и да почнат да го применуваат законот, а не наредбите на некоја криминална врхушка. Јас кажав и дента кога бевме ние во полициската станица Беко дека командирот со кој што разговарав во најмала рака покажа нелагодност и со зборовите, ма знаете што да правам сега. Јас, знаете, ние сме ставени во многу нелагодна ситуација, што не го исклучува повторно во насока на ова што го кажува професорката, не го исклучува од одговорност. Тие не мора да го прифатат да го прават тоа. Но говори за тоа дека штом го искажуваат веќе, дека не се чувствуваат лагодно во таа улога која што ја вршат, дека веќе сме отишле чекор понапред и дека многу е можно тие да ни се придружат. Јас тоа го имам видено и во очите на полициските службеници кои што се присутни на протестите. Дел од нив навистина не се чувствуваат лагодно во улогата, нели, бранители на држава од народ кој што се бори да ја ослободи оваа држава. Значи, ние тука се бориме буквално за слобода. Сите принципи на правната држава се укинати. И фактот дека наши соборци се уште во куќен притвор е во најмала рака апсурдно, кога сите оние кои што се за сериозни кривични дела се уште на слобода. Додека се апсат активисти и луѓе кои што доаѓаат на протестите на шарената револуција, не сме слушнале некои што беа учесници во ГДОМ, дека се повикани, не знам, дали вас ви е познато такво нешто? Не, напротив. Дали човекот, еве се сеќавам, кој што ја удри девојката пред триумфалната капија, воопшто е повикан на секој митинг на ГДОМ беше прекршен кривичниот законник и неколку други закони на повеќе начини. Значи, таму се повикуваше директно на насилство спрема одредени луѓе, конкретни луѓе или групи на луѓе. Се употребуваше говорот на омраза, се повикуваше дури и на линч, се повикуваше на насилно рушење на уставниот систем и нарушење на уставните норми, кога станува збор за слободата на изразување, слободата на здружување, слободата на собирање и слично. Меѓутоа, во ниту еден момент, ниту еден државен орган не изреагира на овие многу очигледни прекршувања на законите, посебно на кривичниот законник. И автоматски тоа веќе можеме да го подведиме и под законот за дискриминација, тоа е законот за заштита од дискриминација. Меѓутоа, колку што гледаме, ниту еден од оние заштитни механизми, а во нив спаѓаат и Комисијата за заштита од дискриминација, и Уставниот суд, и антикорупцијската, па и Народниот правобранител, не станаа во заштита на граѓаните и не дадоа ни елементарно објаснување дека тоа на вистина представува прекршување на кривичниот законник. Ние се уште со сето шарање, со сето боење сме во рамките на мирни протести. Во ниту еден момент не сме ја пречекориле линијата на мирни протести кои што се гарантирани со уставот. Пример за тоа ви е протестот кој што се случуваше во општина Центар. Ако ви текнува, Веритас. Ние тогаш бевме на лице место, полициски службеници беа присутни, никој не реагираше, додека се уништуваше објектот.
Тие луѓе никогаш не одговарале за оштетувањето на општина Центар. Воопшто не биле повикани на разговор. Немаше никаква санкција за тие луѓе. Исто за LGBT и за LGBT Центар. Значи, сторителите се уште не се пронајдени. Снимени со камера. Снимени со камера. Мислам да ние се успеавме некако да целата јавност ја запознаеме за тоа што се случуваше при тие напади. Значи, тука можеше ние сериозно да настрадаме од тие напаѓачи. Меѓутоа, постапката не се води. И тие вербални провокации можат да предизвикаат на лице место. Тоа беше многу повеќе од вербална провокација. Тоа беше отворено. Сеќаваме како беше, меѓутоа зборувам на овие протести со шарената револуција и контра протестите. Има провокации кои што навистина можат некоја личност да ја испровоцираат и тука да настане сериозен инцидент. Убаво се сеќаваме војната во Босна како почна, на свадба беше така некако така да се знае како мала искра некогаш е потребно за да се запали. Шарената револуција затоа и го избра тој метод на изразување на револт. Како еден синоним. Точно така. И нема насилство на протестите на шарената револуција. Според тоа воопшто не сме излезени од тие рамки и мислам дека сите се трудат да се задржи тоа секако до одреден степен во зависност од политичката ситуација секако. Многу често прашуваат луѓето зашто се вика шарена револуција и многу често се обидуваат, посебно од ГДОМ, меѓутоа и овие државни гласноговорници, да дадат елементи кои што апсолутно не се дел од шарената револуција. Значи, ние не зборуваме за политичкиот систем, не се бориме за промена на политички систем, не се бориме за ничие доаѓање на власт. Мислам, с краја од паметот, ние не сме таква структура која што на овој или оној начин ќе решава кој ќе дојде на власт. Единственото нешто кое што луѓето сакаат да го изразат е несогласивост со импунити, со неказнивост на високите функционери на власт и несогласување со отфрлање на граѓаните од процесите на одлучување. Шарената револуција вика, ние сме шарени со најразлични потреби и интереси, најразлични мислења и видувања. Сакаме нашите потреби и интереси, нашите мислења и видувања да најдат место во процесот на одлучувањето. Значи, тоа е кој да дојде на власт, кој и да биде властодржец, кој да биде начело на управувачката машинерија. Ние мораме да имаме контрола на она што се случува, затоа што тие што се начело на државата треба да не имаат предвид нас како различни. Не сме исти. Има и леви и десни, има религиозни и нерелигиозни, има вакви и онакви, ама потполно сме различни и сосема различни цели. Тоа е таа убавина на таа шарена револуција. ЛГБТ заедницата е препознаена во рамки на шарената револуција. Значи, нели на 17 мај, кога се одбележуваше и година дена од најмасовниот протест во Македонија, го одбележувавме и меѓународниот ден против хомофобија и трансфобија. Знамињата на ЛГБТ заедницата беа заедно со другите, да речам, транспаренти, нели, за ова што го зборувавме, борба против неказнивоста, кривична правда, против аболицијата. И мислам дека е навистина голема работа тоа што буквално постои едно обединување. Шареноликоста е всушност карактеристиката која што не издвојува од сите претходни, да речем, настани што сме ги правеле и протести. Не знам дали спонтано настана тоа шарена револуција, но јас мислам дека ќе остане забележана историја на Македонија. Спонтаност на граѓаните. Како едно движење и желба на граѓаните за обединување, сепак сите имаат една цел. Не ве прашав, боја беше фрлена и на Хелсиншкиот комитет, се знае ли кој го стори тоа? Па ние имавме снимки, пријавивме и ги доставивме снимките до Министерството за внатрешни работи. Станува збор за две лица кои што после полноќ некаде околу 2 часот утрината со кантиче боја, онака лежерно дошле, си измачкале бојата на
логото на Хелсиншкиот комитет си заминале. Значи, нормално со посебна техника може да се зумираат нивните ликови, да се пронајдат. Нема да се случи тоа секако, но ние сметавме дека треба да биде документиран тој настан. Ја лично мислам дека многу убаво стои бојата. Јас не мислам и да воопшто да ја јас воопшто не мислам да ја тргнам, да, остана. Има многу символично значење и ова со шаренилото всушност најверојатно е многу спонтано како одговор на унификацијата која што се обидува во овие 10 години да ја направи ВМРО ДПМН со сите спотови, со целокупната пропагандна машинерија и со обидот да не прикажи сите и да не смести сите во едноумна шема. И ова е изблив всушност на различноста, заради тоа што луѓето навистина во одреден период почнаа да се чувствуваат како заробени, како зомби, па меѓу луѓето веќе ни шеги не се раскажуваа, не можеше да се видат насмејани луѓе заради притисокот на кој што беа изложени. Се чувства едно ослободување. Ова е како огромен на шаренило и дефинитивно сметам дека дел од објектите кои што беа обоени од страна на шарената револуција треба да се задржат како символ на на избливнување на еден револт и на еден отпор на луѓето на најпозитивен можен начин, на најкреативен можен начин, каде што не е направена никаква голема материјална штета, каде што никој не е повреден, каде што не е атакувано на приватен имот, каде што не се скршени дуќани, не се запалени автомобили, не се фрлани молотови коктели и слично. И можеби тоа е она кое што и се обидуваме со цела сила да го задржиме, да не дозволиме да не натера оваа ригидна и криминална власт да ја преминеме линијата со цел да покажеме дека демократијата може да се освои на демократски начин со мирни протести. Не мора за демократијата да имаме крвава револуција, заради тоа што насилството секогаш раѓа насилство. Вие ќе продолжите тоа да го правите, се најавува радикализирање. Што значи тоа на протестите? Видете, јас и пред малку споменав најавувањето на радикализација. Се слушаат да има такви информации во јавноста. Дали тоа значи дека сега опозицијата се вклучува, се пушти и такви информации во јавноста? Специфично значење има радикалност. Не она што сакаат да ни го припишат. Знаете што, тие сакаат да прикажат дека би дошло во предвид некакво украинско сценарио. Значи, буквално сите мејнстрим медиуми, ако забележите, го потенцираат тоа, дека сега ќе следи украинско сценарио, дека шарената револуција тоа го подготвува. Патем опозицијата, опозицијските партии се дел од шарената револуција. Меѓутоа, мислам дека е апсолутно, значи, ние кога зборуваме за опозиција, не зборуваме само за партија. Значи има има опозицијски фронт, се незадоволни од системот и доаѓаат редовно. Тоа е тоа. Меѓутоа мислам дека е премногу изнасилен тој збор радикализација. Формата на протестите и формата на активностите кои што се случуваат секој ден ќе се изменат во зависност од политичката ситуација. Граѓаните чекаат нешто да се случи. Тргнавме неколку чекори напред и сега сме вратени назад. Сега веќе нема техничка влада, повторно старите министри се на своите позиции, аболицијата знаете како се одвива, нели, повторно на еден селективен начин. Уставниот суд се уште не е одлучил по иницијативата за законот за специјално јавно обвинителство. Значи, дали ќе се превземаат некои, да речам, поостри мерки од страна на граѓаните за време на протестите, пред се зависи од тоа што ќе се случува на политички план. Никој не сака да се случи минатогодишната ситуација. Никој не сака повторно да има преговори позади затворени врати, граѓаните да не знаат што се случува
и повторно да произлезе некаков договор кој што нема да бидат одраз на барањата на граѓаните. Барањата на граѓаните се, мислам, добро преточени во барањата на шарената револуција. Тие барања треба да бидат патоказ. Значи, се што се случува треба да оди во корист на оние кои што се на улица, за кои што постои државниот апарат. И тоа не треба да го заборават партиите. Сега зборувам тука и за опозицијските партии. Меѓутоа, пак ќе кажам, не мислам дека треба толку да се наметнува некакво можно сценарио за кој знае каква радикализација. Може да се случат помасовни протести. Водете сметка, значи, ова што сега го гледаме на улиците се граѓани на Скопје. Може да се случи да дојдат граѓани од цела Македонија. Тогаш можеме да зборуваме за огромна бројка. До сега, всушност, шарената револуција се уште се задржа на ниво на барање на одредени работи од институциите. Бараме нешто да направи Уставниот суд, бараме нешто да направи председателот на државата, да речеме да си даде оставка, да ја поништи аболицијата. Бараме нешто од пратениците. Значи, се уште бараме од институциите. Радикализацијата значи дека веќе нема да ги признаваме институциите, односно пополека ќе си ја враќаме власта од институциите во своји раце, наместо да бараме, ние ќе решаваме и во тој момент ќе наложиме да се изврши она што сме го решиле. Тоа е радикализација. Во моментов се уште сметаме, се уште се држиме до една многу утопистичка надеж, меѓутоа постои дека институциите можат во одреден момент, такви какви што се арѓосени, сепак да проработат. Доколку не го направа тоа, во тој случај ние ќе си ја земеме назад власта која што сме им ја дале, бидејќи ниту една институција во државата нема власт сама по себе. Тие имаат онаа власт која што им ја дале граѓаните. Ние ќе си ја земиме и ќе си направиме институции кои што ќе ги извршуваат нашите барања, ќе ги задоволуваат нашите потреби. Тоа се чувствува кај граѓаните. Граѓаните сакаат да го имаат легитимитетот. Да имаат чувство дека тие, да го добијат чувството дека тие ја освоиле победата, односно дошле до победата, до слободата во Македонија. Добро, протестите се помасовни, шарената револуција го прави тоа што го прави, меѓутоа има еден феномен во Македонија што на оваа држава не може да и се случи народ. Кога зборувам за народ, зборувам за сите незадоволни граѓани. Значи, коментираат, а се уште се плашат да излезат на улица. Секоја држава си е специфична. Зошто ние па од Македонија да бараме да биде иста како другите? Ние ќе најдеме наши оригинални начини како да го постигнеме тоа демократско возобновување без да има потреба да личиме на Украина, на Србија, на некоја друга држава. Ние сме специфични, си имаме посебен спецификум кој што се карактеризира и со таа шареноликост, со таа разновидност и етничка и религиозна и ваква и онаква, и ние сме доволно паметни да најдеме и наш специфичен посебен начин по кој што ќе бидеме и забележени во светот. Немој да заборавате, кога почнаа протестите, никој не очекуваше дека долго ќе траат. И толку ќе траат. Значи, повеќе од 6 недели. Оние странски медиуми со кои што имам можност да се сретнам, навистина покажуваат зачуденост за тоа како е можно се уште секој ден да има протести. Според тоа ние излеговме од онаа рамка во која што мислевме дека се наоѓаме. Сепак излеговме надвор од онаа граница која што сите, знаете, сметаат дека е фиксирана и дека нема да се премина. Граѓаните, ако ги прашате, тие и покрај тоа што се уморни, тие ќе ви речат не, ние утре ќе дојдеме повторно во 18 часот. И тоа секој ден се чувствува на улиците. Никој не покажал повлекување, ниту пак рекол аман доста, до кога веќе. Знаете, тоа зборува за еден сосема поинаков дух на улиците. Значи, мислам дека стравот
дефинитивно веќе не Почна да се да, заменува. не е феноменот. Верувам дека сте уморни, но со желба и понатаму да одите, секогаш наоѓате нови иновативни идеи, што е следно. Апсолутно. Има ли некакви планови за следно или сето тоа доаѓа Видете, спонтано, тоа ден се за случува ден? спонтано на улиците, граѓаните заеднички одлучуваат каква следна акција ќе се прави, тоа е убавината на овие протести. Произликуваат од граѓаните Точно. идеи, кои што потоа се обликуваат и се формулираат И се на спроведуваат. извесен начин. Да речеме, многу често тие идеи па ни доаѓаат и од самата власт, која што многу ни помага. И од зменувањата на во програмата. Повикувањето мое и на Уранија беше нов момент кој што обезбеди собирање пред Така. полициска станица. Програмата и прогласувањето на овие движења како секташки повторно ги разбуди луѓето и го разбуди нивниот дух да Нова реагираат креативна на идеја. соодветен Да, да, начин. Така што ние сме и многу благодарни Да. на владата заради инспирацијата која што цело време ја дава, посебно Никола Груевски и Ѓорѓе Иванов се предначат во инспиративноста со секоја своја активност и со секој свој говор. Токму така, нивните постапки всушност се тригерот кој што го одржуваат духот на шарената револуција и да, треба една благодарница да им спратиме. И знаеме, Да. сите луѓе таму знаат дека овие луѓе, вакви какви што се, мора да бидат сменети од тие места и тоа е она доброто. Граѓаните им се отворени очите веќе, викаат, овакви луѓе никогаш повеќе не смеат да ја водат оваа земја. И постојано прашуваат Да. док има ли уште. Ќе има, Апсолутно. веројатно е процес. Јас ви благодарам на разговорот.